Според последните мерења на ЕСМ, нивото на Охридското езеро денес изнесува 693,33 метри надморска височина, што е на 23 сантиметри над минимално дозволената кота, но е под просекот за овој период од годината. Долготрајните сушни периоди, потоа топлите зими, придонесуваат и за поголемо испарување на езерото, што е уште една причина за губењето на вода од нашето езеро. Ситуацијата со Охридското езеро се повторува веќе неколку години во истиот период од годината. Тоа е под просекот на нивото за овој период на годинава, за разлика од периоди пред неколку децении. Тоа се должи пред се на намалената количина на врнежи, гледано во изминативе неколку години. Пример, во јануари и во февруари наврнале само 28 мм дожд во Охрид, што е многу мала количина за зимскиот период. Намалување на само 1 сантиметар од нивото значи губење на 3,5 милиони кубни метри од Охридското езеро, кој е најголемиот природен басен со питка вода во овој дел на Европа. Крајно време е да почнеме да ги градиме тие акумулацијски хидроцентрали. Дали ќе бидат тие под Црна река, така наречениот проект Чебрен со 4 каскадните или 5 централи веќе нека решат, но исто и Вардарска долина стои како еден елемент за решавање, кај што се изградба на брани, водата што тече се користи како проточна и произведе електрична енергија. Големи површини од езерското дно остануваат суви, предизвикувајќи изумирање на многу ендемични растителни животински видови. Сите тие индуцирани осцилации на нивото на водата на Охридското езеро, подпомогнати со ред други причини, како што е забрзана еутрофикација, деградација на живеалишта, узурпација неконтролирана на брегот на езерото, предизвикува понекогаш нереверзибилни последици врз живиот свет во истото. Водиме сметка за минималната кота која изнесува 693,10 метри надморска височина и нема да дозволиме таа да се надмине. Токму поради сушниот период, долго време испустот на вода од Охридското езеро на вливот на реката Црн Дрим е на ниско ниво. Во моментов од испустот истекуваат само 5 кубни метри во секунда, што е количина исклучиво за обезбедување на потребниот биолошки минимум, велат од ЕСМ.